Добар ден, криптоентузијасти. Мислам дека овој пат ќе биде се во ред и со звук, и со останати работи, со оглед на фактот дека се уште се адаптираме, некогаш може да има малку грешки, така да извинете околу тој дел, но нели, како што кажав, најчесто ги правиме видеата кај ќе стигнеме, така да затоа и некогаш се случува да има малку технички грешки. Во секој случај не заборавајте дека ова не е канал за песни пеење, така да и да има малку проблем со звучниот дел, се додека може да слушнете што кажувам, мислам дека тоа е најбитно. Така да нели, попустете, намалете сега, извинете, но тоа е тоа. Кога 99% од материјалите ги изработувам сам целосно, може да замислите дека може да се случат грешки. Тоа е нормално. Посебно со оглед на фактот дека најчесто видеата траат и по 1 час. Вака, значи денес ќе имаме многу битна работа, така речено мало подсетување, но и апдейт на ситуацијата околу ETF. Значи, може да видите у позадина, ETF, добро лого сум нашол за денес. Вака, значи ETF, зошто е толку битен во оваа ситуација, ќе објасниме преку скопот на историјата, во однос на тоа што се случувало во претходните bull маркети во однос на ETF, односно Exchange Traded Fund, и зошто толку многу битна оваа информација која што само што ја добивме, а тоа е, како што можеме да видиме и сами, овој памп кој што го имаме на пазарот е директно поврзан со информацијата дека BlackRock, никој друг, BlackRock е тој што моментално се обидува да добие спот ETF за биткоин. Се ќе објасниме поред, само сакам да напоменам зашто е толку битно и нормално ќе направиме на кратка анализа за тоа каде се ногаме на техничкиот дел од анализата, со тоа што на некој начин изгледа дека конечно почнуваме да формираме некое потенцијално дно за промена на трендот во нагорна насока. Сега вака. Значи, прво оно што мораме да го напоменеме, како што кажавме, е што уствари представува ETF. ETF е така речено некоја комбинација помеѓу mutual funds и stocks. Stocks ни представуваат хартии од вредност, во оваа ситуација станува збор за акции, зборуваме за приватно поседување акции, да речем Македонија како акции од Alkaloid или не знам, светски познати Tesla, Microsoft, Apple, се разбираме. Додека во обратна насока имаме и mutual funds, односно тоа се заеднички фондови на средства кои што практично на некој начин имате луѓе кои што ги менаџираат овие фондови и на тој начин добивате профит од тоа што вие вложувате во ваквиот фонд. Mutual funds дури на некој начин овие се funds under management, може ли дури да ги ставиме овде BlackRock, Citadel, Vanguard и останатите, како и да е. Средната вредност која што ETF ја поседува е, затоа и се нарекува Exchange Traded Fund, односно представува одредена количина, односно пул, базен на добра, кои што се акумулирани од одредена компанија, кои што се ставени за тргување на одредена менувачница. Односно, одредена количина, кој што во оваа ситуација претходно беше Grayscale, односно GBTC. Знаеме и сами дека Grayscale поседува негде од прилика околу 140.000 биткоини во своето портфолио, така да ваквата голема количина на биткоини во своето портфолио ни представува практично ликвидити пул кој што може да биде ставен на одредена менувачница и истиот да биде тргуван. Затоа и моментално толку многу, ако нели сте следели нашиот канал, знаете, толку многу Grayscale, која што е една од компаниите на Digital Currency Group, се бори да добие ваков тип на ETF, но не зборуваме за било каков, туку спот ETF. Сега, уште еднаш да напоменеме. Значи, како би изгледало тоа? Во оваа ситуација, овие 140.000 биткоини, кои што моментално ги поседува Grayscale, ќе може истиот, доколку го добие ова како спот ETF лиценца, да ги стави на одредена менувачница и истите да бидат како ликвидити пул за тргување, односно продажба и купување на биткоин. Моментално тоа не може да го направи на менувачница, затоа што немаат соодветна дозвола од SEC, односно Комисијата за харти од вредност, односно немаат спот ETF лиценца. Сега, ETF, значи Exchange Traded Fund, може да биде futures и може да биде спот. Со тоа што мора да напоменеме и дека не мора секогаш да биде исклучиво едно добро. Некогаш имаме различен тип на ETF кои што поседуваат и повеќе добра. Значи може во исто време да нудат и злато, и нафта, и биткоин, и не знам што. Сепак, се уште немаме биткоин, како и да е. Идејата зошто е толку битно е тоа што традиционалните пазари, освен преку менувачниците, нема начин како да стапат во контакт со криптовалути, посебно во оваа ситуација зборуваме за биткоин, затоа е толку битно конечно да имаме ETF
кои што е или фьючерс или спот. Фьючерс моментално постојат 6 различни ETF-а. Која е разликата? Спот ETF е ETF каде што вие имате пул, односно нели да речем голема количина на биткоин и директно биткоин се тргува на менувачниците, се разбираме? Додека фьючерс ETF каде што веќе имаме 6 одобрени, представува тргување на хартија од вредност во против вредноста на биткоин во моментот. Односно, ова не поседувате директно вие биткоин, туку поседувате хартија од вредност која што е во спротивна вредност на цената на биткоин. Односно, тоа ви е како хартија од вредност која што е пег направено на биткоин и во секое време ја држи цената на биткоин. Но вие званично не поседувате биткоин, тоа е разликата. Така да во оваа ситуација веќе гледате имаме 6 официјални биткоин фьючерс ETFs, но немаме спот. Сега, која е големата разлика која што многу ќе смени во целиот пазар? Вие може да имате фьючер на било што, се разбираме? Значи тоа не значи дека вие го држите истото тоа. Тоа е хартија од вредност која што само прави мимикрија на цената на доброто кое што ствари вие го тргувате. Значи тоа е практично наменето само за тргување. Истото не можете вие да го замените, да речем, за биткоин во било кое време. Вие може да го продадете или да го купите како што е. Хартија од вредност, тоа е тоа. И како што кажав, прави само мимикрија на цената на биткоин. Додека спот ETF значи дека вие директно поседувате, купувате и продавате доброто кое што моментално го држи овој пул. Зошто го кажувам ова? Зошто се битни овие ETF? Вие не можете дома да чувате танкер нафта, така? Но може да чувате вредност од 2 милиона, да речем, нафта на некој ETF. Се разбираме, истото и со злато. Значи, на тој начин вас ви се дозволува да имате на некој начин да бидете изложени на ова добро, но при тоа да не мора да го чувате дома. Некој да го чува во ваше име. Тоа е разликата помеѓу custody, self-custody, кој што представува со новчани, кога вие директно го поседувате, и custody, кога некој го поставува во ваше име. Тоа е уствари она што моментално традиционалните пазари би го понудиле на одредени играчи, зборуваме accredited investors, кои што се каде што навистина се парите, кои што во оваа ситуација би донеле огромен капитал доколку биткоин на вистина се тргува како директно биткоин на берза. Значи, вие замислете колку голема е таа работа кога биткоин се става како биткоин на берза. Тоа значи дека на страна од менувачиците каде што моментално има трговија, сега биткоин се тргува и помеѓу големите играчи. Зборуваме на берза, затоа што на берза не може било кој да дојде да купи и да продаде. Мора да имате собствен брокер, најчесто за некој од овие инвестиции мора да бидете accredited investors, значи дека треба да имате барем 5 милиона на конто во било кое време долари или пак да имате 200.000 приход на годишно ниво за да ви биде дозволено да финансирате во некој од овие работи. Затоа е толку битно да имаме спот ETF на биткоин, затоа што тогаш овие големи играчи легално ќе може да купат, да продадат и да држат биткоин. Сега за сега они легален начин се уште не постои. Дури и да поседуваат на некои сиви начини од превод на како сега моментално GBTC е Grayscale фонд во кој што големи играчи поседуваат биткоин, но моментално истиот не може да биде тргуван на менувачници, на зборувам на оние големи сега зборуваме stock exchange, така. И поради оваа причина моментално цената на GBTC е многу падната за разлика од реалната цена на биткоин, затоа што GBTC треба да биде уствари копија на цената на биткоин, а моментално тргува негде 60% под цената на биткоин. Оваа акција која што треба да биде во противвредност на биткоин за оние 140.000 биткоини кои што GBTC, односно Grayscale ги поседува. Сега, знам дека е малку сложено, но она што мора да го извлечете од целата оваа ситуација е фьючерс биткоин е само тргување на хартија од вредност кои што ја копираат цената на биткоин, што значи дека вие не поседувате биткоин и значи дека и оние големи играчи не купуваат биткоин, не купуваат хартија од вредност. Значи нема никаква поврзаност со биткоин. Ова би било нешто слично како кога купувате ливче на кладилница, се разбираме? Значи вие практично се кладите на цената дека ќе оди нагоре или надолу, но вие не поседувате дел од самата игра. Вие само поседувате кладба дека доколку цената отиде нагоре ја менувате, добивате профит. Доколку цената отиде надолу ја менувате, сте во загуба. Крај на мојот. Значи вие не поседувате дел од самата игра, од профитот на пример, што ќе го направи самиот клуб доколку победи. Додека кога директно тргувате биткоин, тоа е како да поседувате дел во самиот клуб. Така да ако победи добивате профит, ако губите на вредност. Значи тоа би било некоја интересна логика која што во моментов ми дојде. Сега, на страна фьючерс ETF затоа што не се битни, но битни беа во претходниот bull market за да добиеме втор памп, затоа што се очекуваше дека во било кој момент ќе бидат одобрени и на тој начин во претходниот bull market ние дојдовме памп буквално поради првото
првата ETF лиценца која што ја добија Valkyrie за Futures Bitcoin ETF. Значи, ние тоа го добивме во октомври 2021 година, што дополнително го забрза овој втор врв кој што моментално го имавме и најголем дел од луѓето кои што чекаа да се достигне 100.000 беше буквално поради тоа што, значи, само што се одобри неколку, не еден, туку неколку Futures Bitcoin ETF-а, се очекуваше да се одобри и првиот спот ETF кој што го поднесе Grayscale. Они беа најблиску до потенцијално добивање на овој спот ETF. Ако тоа се случеше, очекувавме да се подигне цената до 100.000, затоа што тоа е многу голема работа во посебно за крипто сектор. За да ви објаснам колку голема е оваа работа, ќе го земеме златото за пример. Значи, златото добива свој прв ETF, во 2003 година во декември. Јас тоа го обележам на нивниот чарт за да видиме што се случило со златото откако официјално добиле ETF. Значи, сега зборуваме спот ETF, не Futures ETF, туку ETF во кој што директно се тргува злато. Само момент, се ладира чартот, не знам зашто толку долго, Значи, ова е моментот кога добива спот ETF. Со тоа што само првиот бран, еве ќе го споредиме и тоа пазете, они после овој спот ETF имаме bull market кој што траел практично од 2003 до 2012 скоро 10 години. Значи трае овој bull market кој што е инициран од самиот спот ETF. Со тоа што гледајте, имало памп и претходно кога овој ETF бил најавен. Истата ситуација што ние ја гледавме во овој bull market претходниот. Односно во моментот кога ова беше најавено, ние уствари добивме иницијален пораст на цената на биткоин поради тоа што се очекуваше дека во било кој момент ќе биде или спот или Futures ETF одобрен. И поради тоа и го добивме вториот дел од bull маркетот и поради тоа и многу луѓето направија грешка затоа што ETF беше еден од главните драйвери за потенцијален повисок врв кој што се чекавме да биде негде околу 100.000. Значи тоа беше на некој начин очекувањата кои што ги имавме тогаш и многу од нас изгореа. Значи јас дел од своето портфолио не го продав, чекајќи го 100.000, но нели, тоа е школа за следен пат. Идејата која е? Значи моментално и маркет кап и цената на златото после одобрување, значи гледате, 362%, сега иако зборуваме збор за 10 години, но традиционалните пазари не прават толку профит како што тоа го прават криптопазарите, така да немој да го гледате тоа од тој аспект. Гледате го од аспект на во тоа време немало нешто волку што може да направи, се разбираме. Значи после ваквиот ETF вие сте добили 362% профит доколку сте држале злато, само поради тоа што златото е дозволено да биде купувано и продавано директно на берза. Значи тоа значи дека му давате прилив на средства од огромни играчи во било кое време, на многу лесен начин, се разбираме. Пред тоа морало да биде, не знам, директно купувано на одредени аукциони куќи или пак, не знам, златари, производствени и слично. Овдека веднаш го имате за купување каде што не може да го држите. Вие го купувате и го имате во берзанска вредност, во практично како хартија од вредност од одреден ETF. Вие повторно поседувате злато, можеби не во физичка, нели, во физичка количина, затоа што ETF фондот го чува во ваше име. Истата ситуација и со Grayscale, затоа и реков, тоа е значи custody, они го чуваат во ваше име. Но вие го поседувате и во било кое време може да го продадете, може да го чувате, така да тоа е разликата и затоа ваков тип на custody може многу да помогнат при прилив на средства. Не само тоа, него доколку погледнеме маркет капот на злато, сега да не навлекуваме нели детално сето тоа, 10 пати се зголемил маркет капот на злато од моментот на ETF до моментот на првиот топ од овој бул. Значи 10 пати се зголемил. Погледнете ќе видите дека нели. Сега да не ги барам овој податоци, имаме премногу табови. Идејата е дека тоа е она што уствари се очекува од официјално дозволување на спот ETF во Америка. Значи ќе имате прилив на огромен број на капитал кој што доаѓа директно од овие големи играчи кои што сега за сега едноставно нема легален начин како да купат и поседуваат биткоин, затоа што се уште нема официјален закон кој што им го дозволува тоа. Сега, за да разбереме колку време му е потребно на еден ETF, посебно кога станува збор за спот ETF, најдобро е да го земеме затоа што сите други спот ETF се одбиени. Оној кој што има најголема шанса тоа да го направи е Grayscale Bitcoin Trust. Значи тоа е Grayscale Digital Currency Group. Прво, зошто? Затоа што станува збор за едно од најголемите компании, можеби и најголемата во криптосферата. Второ, има огромен број на биткоин, значи они имаат ликвидити кои што може
да дозволат сигурно тргување на ваков тип на фонд, затоа што вие треба да имате ликвидити за да го понудите на луѓето да го купуваат. Така да со 140.000 биткоини Grayscale дефинитивно има ликвидити за тоа да го направи. Официјално поднесено е на 19 октомври 2021 година до SEC и за прв пат се одбиени, значи ова е исто така многу битно, се одбиени во јуни 2022 година. Значи од октомври 2021 до јуни 2022 година, значи потребно било една цела година на SEC за да одлучи по повод ваквиот ETF. Затоа исто како кога разговаравме за отварање на криптопазарот во Кина и во Хонг Конг, тоа не значи дека веднаш ќе имаме билиони во биткоин и во криптопазарот, тоа значи дека сега започнува процедурата која што, гледате, значи некогаш потребно дури една цела година за да се одобри. Но зошто сега? Тоа е моментот. Значи, битна е целата ситуација да разбереме зошто сега. Значи, бул маркетот е после халвингов во 2024 година, кој што знаеме дека ќе биде негде помеѓу март и април. Така, ако погледнеме од јуни па до следниот март и април, тоа е прилика како исто колку го би погледнале од октомври 2021 до во оваа ситуација јуни 2022 година. Значи, тие се тие 9-10 месеци кои што се потребни за SEC да одлучи. Па јас од таа причина и верувам дека BlackRock токму сега аплицира за спот ETF на биткоин. Значи, не го прави ова туку така, ја верувам дека ова е испланирано и ова е на некој начин веќе претпоставувам дури и одобрено, но верувам дека ќе се чека за да биде нели сето тоа као регуларно, како и да е. Значи, затоа и верувам дека сега го прави тоа BlackRock. И повторно ќе кажам, исто како што беше ситуацијата со Хонг Конг. Тоа се само катализатори кои што им е потребно време да реагираат на пазарот за да влеземе во следниот full-blown bull market. Зошто го кажувам тоа? Значи, тоа се позитивни моменти кои што мораме да ги забележиме додека се наоѓаме на практично дното во претходниот bear market, каде што имаме прекршување, каде што се случуваат големи промени кои што дополнително после одредено време ќе додадат на забрзување на цената нагоре. Затоа и кажав, значи моментално во Хонг Конг потребни се месеци пред било која менувачица да добие официјално право да тргува крипто. Тоа и се случува, значи нема ни една активност што тргува. Тоа ви го кажав уште на почеток. Истата ситуација и со спот ETF. Дали ќе биде тоа Grayscale или ќе биде BlackRock? Значи останува да видиме. Битно е дека ако се одобри спот ETF на биткоин, со оглед на фактот дека веќе кажеме што се случува после одобрување на прв таков ETF на пазарот и со оглед на фактот дека веќе никој досега немал значи нејавно и неправилно изложување на биткоин, ова ќе биде прв официјален начин вие да купите и држите биткоин преку ваков тип на custody providers. Сега, затоа и кажав, тоа ќе биде исклучиво битен момент, ќе видиме кога ќе се случи, но битно е дека има се повеќе и повеќе големи играчи кои што сакаат ова да го добијат. Сега, ќе погледнеме некои интересни работи во однос на целата оваа ситуација, за да можеме да образложиме, затоа што прво што мораме да напоменеме е дека Grayscale самиот по себе, откако беше одбиен, значи уште еднаш побара од практично во оваа ситуација SEC да размисли околу тоа што го направил и втор пат е одбиен во декември, значи можеме да видиме дека втор пат е одбиен во декември 2022 година дека нема да му биде дозволено. Сега, во однос на тоа зошто и како не му е дозволено, истиот поднесе тужба, односно тоа е практично жалба пред соодветен панел на судии, каде што буквално го тужи SEC дека не му било доставено доволно причини зошто е одбиен неговиот спот ETF. Значи не може вие само да одбиете спот ETF. Вие треба да објасните зошто. Главните, да речем, позитивни, како да кажем, главните ставови на кои што стои моментално Grayscale се како може да дозволите Futures ETF, кои што не го представуваат доброто, а не дозволувате спот ETF кои што го представуваат доброто. А Futures ETF се легални, се разбираме. Кога истите се само копија на цената на биткоин, тогаш нема логика зашто не би дозволиле биткоин да има. Така. Сега, јас го прочитав и ова уште пред некој време, сакам да ви го споделам сега. Значи и судиите истото тоа му кажуваат на SEC, дека нема логика да не дозволиш да има спот ETF на биткоин, кога тоа е реалното добро, а си дозволил Futures на ова добро да моментално имаат свој ETF. Така, значи нема логика. И моментално SEC се движи на тоа, пази до каде стигнува конверзацијата. Значи судиите му кажуваат на SEC дека 99% од времето корелацијата на цената помеѓу Futures ETF и Spot ETF на биткоин се исти. Сега веќе има отприлика 1-2 години нели соодветен материјал каде што може тоа да се провери. И сега SEC, мороните,
Вела, да, но тие 0, значи тие 1% се уствари причината поради кој што е потенцијално можна манипулација. Значи, какви глупости се тоа. Но како и да е. Моментално и СЕК дополнително го напоменува тоа како фактор, она што ви го кажав, еве го овде, дека, аз извинувам, 42, не 60. Значи, моментално 42% е понеска цената на биткоин во GBTC фондот на Grayscale од официјалната цена на биткоин моментално. Сега, тоа е многу лоша работа и затоа и Grayscale се обидува преку оваа тужба да го смени ова, односно ако му биде дозволен спот ETF, официјално ќе може да ја изедначи цената со биткоин. Сега да не навлегуваме во детали, она што мора да го разбереме во оваа ситуација е дека и самиот претседател на нели оној кој што е на целата DCG, само да видам како се викаше, го имаше негде овде запишано, се го заборавам, пошто ги има еден куп, не може да ги памтиш сите. Да, ако не се лажемеш овој. Да, Соненшај. Мислам дека беше, како и да е. Вели дека очекуваат одлуката на оваа комисија да биде направена до септември. И во септември да се знае официјално дали дали официјално ќе биде дозволено или не нив да има спот биткоин ETF. Дури и да не, отприлика го разбирам, идејата е дека во овој случај судот ќе наложи што е тоа што фали моментално за да можат да имаат спот ETF. Што ќе биде, значи нема СЕК да биде, туку судот ќе биде тој што кажува што фали и што треба моментално да смени самиот DCG, односно Grayscale, за да добие ваков тип на спот ETF. И поради оваа причина мене ово ми се допаѓа што моментално и Grayscale се обидува да го добие ова од СЕК, а во исто време, како што кажавме, имаме и втора ситуација, а тоа е каде што BlackRock моментално кажува, значи ние влегуваме во биткоин сферата, во криптосферата. Сега ова е од Игор Атфарго, значи секоја чест да слика, стварно е на место, значи многу е на место. BlackRock said to chill the fuck out on the crypto laws. Значи, не знам дали знаете, но ова е сенаторката Уорен, која што е еден од главните пропоненти против крипто, дури истата и се надева на председателска кампања во која што една од клучните точки ќе биде сузбивање на криптоиндустријата од Америка. Значи, треба да сте ретардиран за вакво нешто и нормално шугите заедно се дружат. Значи, знаете зошто сега не знам, Uncle Fester или може да биде од Simpsons, тој стариот вака што седи, прокелав, значи ја мислам дека е плукнат на тој лик, како и да е. Значи верувам дека ова не е за џабе и затоа добро кажано овдека со оглед на фактот дека овие два лика се купени, продадени и поседувани, значи во било кое време директно од банкарскиот картел, вклучувајќи го BlackRock како еден од главните бубашваби во овој картел. Значи убаво кажено овдека BlackRock said to chill the fuck out on the crypto law, со превод. Доста беше за глупости, влегува BlackRock. Сега, пак ова, значи, кога го гледаме, треба да, јас зашто ви кажам, секогаш гледајте ги слоновите позади оно што моментално е илузија пред вас. Значи, сега ќе навлеземе во тоа. DCG може би е најголема компанија во криптосекторот, но не може ни од блиску да се споредува со BlackRock. Во исто време, мораме да видиме што се случува во Америка, паралелно со ваквото бркање вештерки од типот на Binance, од типот на Coinbase, од типот на Kraken. Значи, зошто се бркаат овие играчи и кои ќе ги заменат? Значи, иако ова звучи на некој начин доста жално, да, ќе изгуби многу секојдневниот народ, но не и капиталните играчи. Зошто го велам тоа? Пред да навлеземе во тоа кој е BlackRock и што се обидува да направи моментално, ќе ви покажам некои интересни работи да видите дека ова што се случува во Америка е доста добро испланирано и не е случајно. Значи, мене ме нервира фактот што они со ова ги бркаат проектите и го бркаат капиталот од секојдневниот човек, не и од богаташите. Зошто го велам ова? Додека оваа багра ги брка основните менувачници во кои што може секојдневни луѓе како нас да купат биткоин или било каков тип на криптовалути, гледате што се случува во позадина. Значи, во позадина вие имате само да ви покажам на кого се му се дава моментално да работи со крипто, за да ви стане јасно зошто е сето ова моментално направено. На страна од тоа што се прави за FedNow. FedNow е основната причина. Значи FedNow е првата и основна причина поради која што моментално имаме Chokepoint 2.0. Nasdaq, значи пак ќе напоменам, ова се вести кои што се јавни, може да ги проверите. Nasdaq на почетокот на оваа година најави дека ќе има свој крипто кастади на крајот на Q2. Крајот на Q2 е крајот на овој месец.
Што значи дека Nasdaq најавува дека ќе има свое крило кое што ќе работи директно со давање на ваков тип на кастади, зборуваме на криптовалути, на кого? На accredited investors, не на секојдневните луѓе, само на луѓе кои што се бирани, кои што имаат соодветен капитал. BNY, една од најголемите, една од најстарите банки во Америка, BNY Mellon, истата ситуација. Моментално и е дозволено ја банка, во е банка, банките не сакаат да слушнат за ова, но на оваа банка е дозволено моментално да нуди кастади за Етериум и за биткоин. Значи, зошто? Само да го најдам каде беше точно да кажано, значи и овој кажуваат дека поради зголеменото барање на биткоин. Што зборуваш? Нели нема, нели не се заинтересирани. Овдека само да најдем тој дел, каде што пишува дека моментално само биткоин и Етериум за почеток, нормално понатаму верувам дека ќе се зголемат овие коини, но дали приметува да што се случува? Тоа значи дека моментално се намалува изложеноста на крипто само на оние кои што имаат пари. Се разбираме? Значи тоа веќе го гледаме во неколку наврати. Fidelity и Vanguard. Fidelity и Citadel. Fidelity и Citadel, исто така, едни од најголемите тргувачки куќи, едни од најголемите менаџерски фондови. Значи, истата ситуација, моментално прават преку Paxos да имаат кастади за своите клиенти, а Fidelity и Citadel не прифаќаат секојдневни луѓе како нас да им бидат клиенти, се разбираме? И да не заборавиме, на крај нормално кој ако не BlackRock, што тоа што гледате. Топ 5 institutional crypto custody providers for securing crypto во Америка. Значи ова се топ 5 crypto custody само за институции, односно institutional би било во оваа ситуација или станува збор за големи компании, или станува збор за accredited investors, или станува збор за директно државно инвестирање. Значи гледајте кои се топ 5 и кажете ми дали сте виделе да некогаш некој ги спомнал или па се тргнал против нив. Значи гледајте, Anchorage Digital, вие не сте ги слушнали, јас не сум ги слушнал. Така, прв е овој. Coinbase во ред. Значи Coinbase моментално јас не знам поради која причина, јас очекував дека Coinbase никој нема да го добре. Посебно со оглед на фактот дека дури и BlackRock го прави ова преку Coinbase. Значи они преку Coinbase планираат да имаат свој Bitcoin ETF спот фонд. Така да Coinbase исклучок, се уште се обидам да разберам зошто е тоа така. Fireblocks, верувам дека никој од вас не го чул, Fidelity, самиот по себе сега го спомнавме, тоа е еден од најголемите фондови за тргување на се и сешто. Значи не на крипто, на се и сешто. Само што моментално додава и крипто, тоа што моментално ви го кажав, и BitGo. Претпоставам и ова е некоја менувачница, но се слушна некој BitGo да го брка. Fidelity, Fireblocks или првиот Anchorage Digital. Значи, оно што сакам да го кажам е дека моментално не се бркаат секојдневните менувачици кои што нудат крипто, се извинувам обратно, се бркаат секојдневните менувачици кои што нудат крипто на секојдневни луѓе. И пак, зошто е тоа така? Значи, мораме да сватиме суштината. Прво, како што кажав, е затоа што ако продолжат со секојдневно користење на крипто, луѓето никогаш нема да прифатат CBDC. Нема да прифатат, немаат причина. И второ, значи, многу едноставна тактика. Прво правиш FAT, и тоа ќе го погледнеме сега моментално во видеата во кој што Larry Fink, тоа е председател на BlackRock, веќе 100 години, значи ќе видите како прво се прави FAT, значи правите, затоа што многу голем дел од овие секојдневни луѓе како нас следат вакви големи институции, мислејќи дека ќе направат профит затоа што ги следат. Но како ќе направиш профит кога првиот флик испаѓа Larry Fink и ти кажува дека биткоин е основа на перење на пари. Значи, кога што кажувам, самиот биткоин представува индекс на перење на пари. Се разбираме, дека колку повеќе има биткоин, толку поголемо перење на пари има во државата, според него. За потоа 360 степени да се смени сето ова за само неколку години и наједнаш дечкото отвара Bitcoin ETF спот фонд. Нешто што никој не успеал да го добие. Но нешто ми кажува, пак е напоменам, дека ќе го добие. Не знам зошто е, нешто ми кажува дека ќе успее да го добие. Сега, да се навратиме на главната тема, како што кажавме, а тоа е BlackRock моментално аплицира за спот Bitcoin ETF. Една битна работа која што во оваа статија е откриена е тоа дека BlackRock моментално понудува уникатно решение за следење на секоја трансакција и комплетен KYC преку Nasdaq. А нормално да се вратиме на ова, Nasdaq најавува дека ќе влезе во крипто во оваа четвртина. Значи,
Ова не е коинциденција. Не може да ми каже некој дека сите овие одлучиле оваа година да влезат во крипто и тоа не е коинциденција. Ова е само паника на пазарот за да може да се влезе на многу пониски цени. Затоа што многу луѓето ќе се исплашат и ќе си го продадат својот биткоин за да може чичкото од BlackRock да си го купи по пониска цена и ваквата паника секогаш завршува на ист начин, ова не е ниту прв пат, ова не е ниту последен пат. Значи ве плашат, вие си го продавате, они го купуваат и кога ќе имаат доволно ви кажуваат како е многу добро и сега треба да го купите по цена која што они директно ја диктираат затоа што имаат голем дел од ова добро. Значи, дали ви е јасно како тоа функционира? Ете, така функционира тоа. Зошто се менува мислењето за само неколку години на овој деген Larry Fink, ако не е тоа? Значи, сега ќе навлеземе во тоа, само овој да го поминеме уште еднаш. Рековме Nasdaq, кој што случајно влегува сега на криптосекторот, во оваа четвртина, ќе биде директно задолжен за ваквиот ETF фонд на BlackRock и за надгледување на сите трансакции, на целиот KYC, што значи дека ваквите директни информации кои што Nasdaq ги произведува ќе бидат доставени до SEC, кој што во било кое време ќе може ваквите информации јавно да гледа ако некој прави некаков тип на манипулација на пазарот. Што значи дека BlackRock не е само во коалиција со Coinbase како custody provider, туку и со Nasdaq, каде што ќе биде излистан овој фонд и кој што директно ќе нуди surveillance, односно следење на секоја трансакција. Во секој случај, дали така или не, за нас е тоа добро, затоа што на тој начин ќе може да се влеат многу пари во ова средство, што нас ни одговара. Значи, мора да ги гледаме позитивните работи во овие негативни бранови, затоа што ова е негативно. Ако му дозволите на BlackRock да влезе, BlackRock има 10 трилиони под менеджмент. Што значи, ако има 10 трилиони под менеджмент, автоматски вие имате ситуација во која што ако само да погледнеме, значи 10 трилиона, а моментално маркет капот на биткоин е 500 билиона, се разбираме? Значи тоа е 0,5% од вкупното количество на пари кои што моментално ги поседуваат BlackRock, му се потребни за да го купи целиот биткоин на пазарот. Дали ви е јасно на кој му дозволувате да влезе на овој пазар? Значи тоа е страшно. Но како идеја ќе се случи дали ние сакаме или не. Тоа е многу битно што мораме да го објасниме на овој канал. Работите се случуваат без разлика дали вие сакате или не. Некогаш дури ни големите играчи не ги прашуваат, че самата економија си го прави тоа затоа што е нормално. И ова што кажувам, и ова што моментално BlackRock е принуден да купи биткоин, е само резултат на тоа што е принуден поради тоа што секојдневните луѓе ќе почнаа премногу да купуваат. Дури и самиот Larry Fink тоа ќе го каже на едно од овие видеа, но сега ќе ги споделиме со вас за да видите зашто станува збор точно. Значи, ова видео е 2017 година на некоја си конференција, не е битно, каде што кај пак ќе напомена. Ова е Larry Fink и го прашуваат моментално што мисли за криптопазарот и да видиме како мислењата и изјавите на вакви дрводелци се менуваат во текот на времето. Значи ова е 2017, имаме едно од 2020 и ќе видите како наеднаш 2023 он е само крипто и ништо повеќе. Слушайте се. Have you developed a view on Bitcoin and cryptocurrencies? And what is BlackRock doing about them? Well, I believe in blockchains. Значи, прво, самиот водител го прашува дали сте развиле мислење во однос на крипто и биткоин конкретно и дали некој од вашите клиенти го бараат тоа. И дебило стартува со реченицата јас верувам во блокчейн, но се мисли на технологијата, не на крипто сектор. We're looking at many blockchains. We created provider Aladdin, which is really a blockchain. Значи, она што сега моментално кажа е Аладин. Се сеќавате, јас ви кажа дека Аладин представува нешто што не може секој човек да го купи, а тоа е соодветен инструмент кој што ви помага во вашето балансирање на портфолиото, кој што е директно произведен и директно контролиран од BlackRock. И 90% од секојдневните, па дури најголемите, да речем, менеджмент фандс и што и да се, работат со овој софтвер, но не може да го добиете ако се сеќавате ние направивме видео каде што нема опција за купување. Вие може само да пратите, па они ќе ви дозволат или не да го поседувате овој софтвер. Да, и напомена дека и Aladdin, кај значи тоа е нивни софтвер како што кажавме, е директно базиран на блокчейн. But that's the underlying technology. But it's a private blockchain, okay? But that's Ете, тоа е клучно. Значи, вели, но тоа е вика underlying technology, односно технологијата на која што се базира целиот криптосектор. Но он вели, да, но тоа е приватен блокчейн. Е, тука е проблемот. Значи, нив не им се допаѓаат јавни блокчейни, затоа што секој ќе може да види што прават. we believe we create more and more
flow through information by having all the different reference points of a transaction being systematized, that's good. Related to cryptocurrencies, I'm a big believer in the potential of what a cryptocurrency can do. You see huge opportunities in it, but what we're talking about today, it's really much more of a speculative. People are speculating on it, but most importantly, what I think about most of these cryptocurrencies, it just identifies how much money laundering there is being done in the world. Значи, вели, верувам во потенцијалот на криптовалутите, но овдека он не мисли на криптовалутите. Да бидеме реални, он го каже тоа претходната реченица, он мисли на приватни блокчейн леджери кои што директно се поседувани или од држави или од компании, односно практично е CBDC. Со тоа што вели. Но иако има потенцијал во криптовалутите, очигледно ни светот вика само може да се види колку многу money laundering има поради поседувањето на криптовалути. Значи сака да каже дека моментално главната причина 2017 година, да не напоменеме, тоа е оно што ја кажувам, како наеднаш се врти мислењето и на државите и на ваквите големи бизнисмени. 2017 година за дебилов крипто представува во основа money laundering, односно колку перење на пари постои во светот. Тоа што ви го покажав на самиот сега овдека ќе најдеме исто така еден дел каде што него го прашуваат директно што мисли за биткоин, другиот тип не е битен, затоа што моментално се фокусираме на Larry Fink. Само да најдем каде почнува он, вака, и сега ќе слушнеме дел од тоа да видите како моментално се менува мислењето. Ова е 2020 година, декември. I would just start off and say digital currency is a mechanism to bring down costs quite considerably. Значи сега наеднаш вика дигиталните валути вика се механизам да се намали вика цената на услугата вика многу. Да, тоа уште од почетокот, тоа никогаш не се сменило. Значи од 2017 до сега ништо не се сменило. Истата технологија само се развива и се повеќе и повеќе делува позитивно за разлика од традиционалните финансии кои што се уште корумпирани, кои што се уште во долгови и т.н. And just like companies that do very well because they provide great convenience and price transparency, there's no question digital currency provides that convenience, that simplicity. Значи најнаш се враќаме на моментот што ние постојано го кажуваме дека дигиталните валути даваат лесност за трансакции на пазарот. Сега најнаш 3 години подоцна вика нема вика прашање вика дека дигиталните валути тоа го овозможуваат. There's a great need to create it. On the other hand, it needs to be organized, it needs to be governed. It needs to be a component of governmental policy worldwide. Гледате ли каде е проблемот? Не може да биде јавно и децентрализирано. Вика мора да биде вика со некој начело, вика мора да биде владеено и мора да биде правно, значи сето тоа као регулирано и да стои владата на чело на ваквиот тип на технологија. Не, тоа е проблемот. Владата стои моментално на финансискиот систем на чело и гледаме што се случува. Баш напротив, значи баш владата не сме да стои на чело на ваков тип на механизам. Но ете гледате, Larry Fink од BlackRock ќе ви каже дека треба владата тогаш ќе биде добар. Значи се разбираме, сега затоа што е децентрализиран е лош и е перење на пари. Но ако е поседен директно од вакви ликови како типов, тогаш е добар, тогаш е одличен. Оно што постојано ви го кажувам. And now related to Bitcoin, one of my important investors was on one of the television shows the last few days, and he spoke about Bitcoin and one monetary policy, 2 and 3 COVID. Сега, само да напоменам на прошлото видео, затоа што немаме многу време да го изгледаме сето ова, на крајот го прашува дали некој од вашите клиенти сакаат биткоин. И он вели, не, вика, немаме вика такви клиенти, никој не сака биткоин. Сега наеднаш вели, еден од моите најважни клиенти испадна на телевизија да зборува за биткоин. И сега слушајте што ќе каже во однос на нивните search engine. The hits on BlackRock's on our website was 3,000. Значи, гледайте, на нивната страна каде што луѓето барале, тоа е во текот на пандемијата, така? Значи, каде што луѓето пребаруваа ствари за да видат што прави BlackRock околу тоа, слушајте што се случува. 3,000 on COVID, 3,000 hits on a monetary policy and 600,000 hits on Bitcoin. Значи, на нивната страна 3
3000 пати некој побарал информации за COVID, 3000 пати некој побарал во однос на регулативата во однос на COVID и 600.000 пати некој побарал информации во однос на биткоин, во однос на тоа дали BlackRock има некакво изложување на биткоин. Да не забораваме дека само неколку недели BlackRock официјално го стави биткоин на своето портфолио. Значи, уште во 2020 година, значи за 3 години се смени работава од никој не сака од нашите клиенти до еден од нашите најдобри клиенти зборува на телевизија до 600.000 пребарувања само за биткоин на нашата компанија. Значи, дали ви станува јасно како се одвива се тоа? So what that tells you is Bitcoin has caught the attention and the imagination of many people. Many people are fascinated about it. Many people are excited about it. Значи, моментално кажува дека многу од луѓето почнаа да го забележуваат биткоин во различни причини, како и да е. Но што е битно за продавач кога некој нешто почнува да забележува? Дали продавачот тоа го има во сопствената инвенторија да може да ви го продаде? Значи, ова што моментално овдека Келавев ви го кажува е дека сега сваќа колку му е битно да поседува биткоин затоа што многу од луѓето сакаат да го купат. But it's still untested. It's still a pretty small market relative to other markets. Значи се уште не е тестиран, се уште е премногу мал во однос на други пазари. Да, но така се влегува. Во мал пазар се влегува, не се влегува во огромен пазар. Вие не може да влезете сега во злато и да ставите најголем тргувач на злато, затоа што има компании кои што имаат и по неколку трилиона. Значи истата ситуација овде како што ви го кажува е дека нема, уште рано и нема да влеземе. И сега најден што случува 3 години подоцна, за да не го гледаме рели целото ова интервју. Значи 3 години подоцна, слушајте го ова моментално пред само неколку декември 2 2022 година. Слушајте што кажува господин. So the whole foundation of what crypto is, it's supposed to be a distributed ledger that is across the system. I actually believe this technology is going to be very important. Look at it. We have been part of a huge revolution. Значи, да се разбереме, он ниту во еден момент не каже дека не верува во технологијата на блокчейн, но оно што постојано го кажуваме дека он постојано се држи на истата реченица. Блокчейн директно поседуван од мене. Не верувам во блокчейн кој што јас не можам да контролирам. Се разбираме? Во 2020 година типот повторно кажува дека блокчейн е иднината, значи тоа ви го кажува најголемиот менаџер на светот. И моментално вели, ние сме еден од најголемите организатори и инвеститори на ETF фондови. И ја верувам во ETF потенцијалот. И сега најавно поднесува барање за спот ETF на биткоин. I believe the next generation for markets, the next generation for securities will be tokenization of securities. Ево тоа. Значи, оно што јас ви го кажувам уште некое време веќе назад, дека и securities, значи обичните харти од вредност ќе бидат токенизирани, ќе бидат од стил на NFT, во однос на тоа кој екосистем воопште не е битно. Битно е дека и ово ви го кажува истото, дека ќе биде се ETF и дека сите било каков тип на харти од вредност ќе бидат целосно токенизирани. Но главниот дел што треба да го одземеме од целото ова видео тоа дека он веќе најавува дека верува многу во блокчейн технологијата и дека е еден од најголемите организатори и собственици на ETF во светот. And if we can have that distributed ledger that we know every beneficial owner, every beneficial seller, we all have our Добро, сега објаснувам како би функционирал пазарот доколку навистина постои се на овој леџер. Така, значи да не се лажеме, леџер ќе постои, тоа е повеќе од јасно. Разликата е во тоа дали ќе постои повеќе приватен леџер, каде што директно сте под милост и немилост на некого, дали ќе ви ги смени правилата од ден за ден, или пак постои јавен леџер, односно криптовалути кој што не може да биде променет без консензус на целата заедница. Тоа е разликата и Чичко овдека би сакал многу да го поседува леџерот, а не вие да може да, било кое време правите што сакате. Тоа е големата разлика. Сега, значи ја мислам дека до овдека сме јасни и мислам дека многу е јасно зошто е тоа толку битно кога станува збор за делот со ETF, така да тоа е големата работа и затоа велам дека е многу битно да се фокусираме на фактот дека ETF доаѓа, прашање на време кога ќе биде одобрен и прашање на време кога ќе го добиеме ова, но во многу побрзо темпо затоа што за разлика од злато,
биткоин не поседува таков тип на масовни циклуси, туку има 4 годишни загарантирани циклуси поради својот халдинг. Ова го чекам. Сега, друга битна работа која што морам да напоменам е, значи, ова веќе ни е направено вака. Значи, пред само 2 дена, нешто што е многу битно, 13, добро, 2017, сега моментално е 17 јуни, тоа е на 13 јуни, значи пред 4 дена. Трежери секретари, значи знаете која е бабичка од Гериатрија 7, Дженет Јелен излегува и слушате што точно кажува. Значи, пазите сега, ако се дрзнала бабава, што е моментално главна на трежери на Америка да го каже ова, замислете колку уствари е лоша ситуацијата, вели вака. Очекувајте постепено намалување на доларите, односно влогот на доларите во глобалните резерви. Но доларот се уште останува доминантен. Значи, она што моментално ви кажува е дека се повеќе се намалува количината на долари кои што државите ја чуваат за резерва, но доларот е се уште доминантен. Да, во ред е тоа, никој не го оспорува, но доларот е се уште, значи, како стигнавме од нема шанси БРИКС, како стигнавме од која дедоларизација, глупости се тоа, до има дедоларизација, моментално луѓе ни враќаат париве, ама се уште сме доминантни. И тоа стигнавме за 2 месеци до оваа точка, се разбираме? Значи, ако дојде ред бабава да ви убедува дека има враќање, ама не е во ред, стамане, не се секирајте, тоа замислете колку е лоша ситуацијата уствари. И тоа многу добро кажува. Вели, пазите на што се држа моментално. Значи, доларот останува и понатаму доминантен затоа што повеќето од државите немаат алтернатива. Значи, ова име аргументот, ова име главниот аргумент. Значи, во ред почнуваат да ни ги враќаат доларите, но поголемиот дел од државите немаат друга алтернатива, така да мораат да држат долари. Да, август доаѓа и ќе имаат алтернатива. А тоа што правиме? Значи, она што многу од луѓето, значи, не гледајте што ви кажуваат вестите, гледајте што се случува. Ако бабетинава морала да испадне и да каже дека има дедоларизација, може да замислите колку уствари страшно има дедоларизација. Тоа е многу битно. Сега имаше уште едно многу битно прашање кое што овдека го видов, само да го најдем за да ви го покажам. Значи, овдека кој да е овој репрезентатив Винсент Гонзалес се прашува дали ова директно поврзано со санкциите на Русија, затоа што вели дури и Франција почнала да тргува со надвор од доларите. Значи почнала да тргува со други валути. И сега она што вика, значи повторно, да, затоа што не постои као званичен начин на заобиколување на доларот. Па да, но постојат многу незванични начини. Тоа е страшниот дел, што нема потреба они вас да ви ги следат правилата. Вие не ги поставувате правилата. И вели, тоа е нормално затоа што имаме као growing global economy, демек во глобална економија која што постојано расте, нормално било диверсификација да бараат во други. Не. Срцка, тоа што сакаш да кажеш моментално е дека останативе земји во светов почнуваат да ги заменуваат доларите со други валути кои што ги користат во меѓународна трговија. Но не смее да каже, што ќе каже, да, готово, како колабираме, значи готово се откажуваме од доларот, како и да е. Сега се враќаме на вториот дел од оваа вест, а тоа е Макарон, значи официјално бара да го посети самитот на БРИКС во Јужна Африка и тоа поднел барање до претседател на Јужна Африка, Сирил Рампоса, дали ќе му биде дозволено да присуствува на ваквиот самит, со тоа што Русија бара веднаш да се каже зошто Франција сака да дојде. Значи, да каже дали има барање да се воспостави повторно врска со БРИКС блокот, или пак е ова само некаков тип на тројански конј. Не е тројански конј, не се секирајте, доаѓаме во мир. Значи, Франција. Уште еднаш ќе напоменам, ова е Северноафричка муслиманска република, колонија моментално, наскоро се обидува да влезе во БРИКС. Значи, неофицијално ова е кажано дека истите сакаат да влезат во БРИКС затоа што не гледаат просперитет со следење на Мурика. Истиот овој Макарон испадна, пак ќе кажем, представник на Северноафричка муслиманска колонија, испадна пред само не знам колку беше месец дена и кажа дека не можат они како вазали да следат Америка. Зошто? Па нели сте демократија, нели вие заедно, нели НАТО, ЛГБТ, нели? Како и да е. Значи, еве до каде дојде НАТО, да Макрон бара да го посети БРИКС. Зошто? Нели имате вие гериатрија 9, гериатрија 20, најболи
Како и да е, значи, ова е жалната вистина за светот, каде што стаорците први го напуштаат бродот што тоне. Макарон, пак ќе напоменам, значи, стаорците, кога ќе сетат дека бродот тоне, први почнуваат да пливаат, затоа што знаат каде оди бродот. И сега да се вратиме на моментот, дедоларизацијата моментално, значи не е ова за ја да се перчам колку моментално Америка пропаѓа, туку ова е за да ви покажам од каде потекнуваат овие работи. Значи прво затоа што Федералната резерва одлучи дека нема да има нов рейт хајк, добивме масовен пад. А дополнително поради ваквото недостасување на рейт хајкс, значи 0% за разлика, сега може да погледнете. Значи оно што кажуваме претходно, кога имавме јаки рейт хајкс, доларот се движеше нагоре. Кога почнеме да намалуваме со рейт хајкс, доларот почна да се движи надолу, со тоа што добивме стагнација околу ова ниво, каде што добивме дабл ботом и моментално во првиот момент кога Федералната резерва одлучи дека нема веќе да има рейт хајкс, доларот падна надолу. Посебно гледајте сега ова интересниот дел. Значи 13 јуни, така? Бабала испаѓа ова да го каже на 13 јуни. Значи, Бабала испаја да каже дека доларот престанува да биде доминантен во светот и вуала, 3 дена поред вие имате огромно паѓање на долар. Значи, моментално 1,5, што не е многу за долар, затоа што ова не е крипто, значи кога станува збор за валути, 1,5% не е мала количина, така да само сакам да напоменам дека свесни се каде се тоа оди, но нели, ќе почекаме уште малку да се реализира. Како и да е, моментално очигледно имаме сега, ова Фибоначи јас го направив за да видиме до каде ќе се придвижи оваа корекција и се придвижи до 78,6. Кажавме дека приближување на ова месечно ниво ќе биде и приближување до 78,6 Фибоначи левелот и мислам дека веќе можеме да го извадиме со оглед на фактот дека оваа корекција нагоре престана, значи дабл ботом направивме, но имаме понисок врв. Значи имаме врв, понисок врв, што значи дека и понатаму продолжуваме со овој триаголник надолу, да се надеваме дека конечно ќе направиме успешен пробив на ова ниво надолу, затоа што знаете и сами дека ако ги споредиме биткоин и доларниот индекс, можеме да увидиме дека секој пат на доларниот индекс напоредно дава раст на биткоин и обратно, со тоа што овој раст на биткоин не е само поради DXY, туку е забрзан и поради најавата на BlackRock, она што го напоменавме, но не може ништо да оди само надолу, затоа имаме моментално оваа зона на акумулација која што утврдивме претходно. Значи, од оваа зона на акумулација моментално DXY прави ретест, а истото можеме да видиме дека е и ова ниво, значи ова, сега да не се враќаме назад, представува ниво на претходни врвови, кои што кажавме дека ни се воспоставени во 2017 и 2020 година, напоредно пред самиот бул маркет на биткоин. Сега, гледаме дека таквиот врв моментално представува поддршка на DXY цената, но пак ќе напоменам, значи прашање на време кога ќе продолжи да се движи надолу. Битно е дека го проби триаголникот повторно внатре и дека се движиме надолу како што е очекувано. Во однос на биткоин, она што досега не го утврдивме, а сега конечно го утврдивме, е оваа триаголна формација. Оние кои што ги помирале нашите основни технички курсови знаат дека триаголните формации најчесто самите по себе кога се движат надолу, значи ваков тип на формации каде што врвот е надолу, очекуваме пробив нагоре и обратно, ако се движат нагоре, очекуваме пробив надолу. И тоа најчесто ваквите формации во околу 70% од случаевите се пробиваат во обратна насока. Зошто е тоа така? Значи многу пати сме го објаснили, ќе го објасниме уште еднаш. Значи гледаме дека како повеќе и повеќе се движи надолу цената на биткоин, така повеќе и повеќе се истоштува моќта на продавање, затоа што кога се движи надолу, тоа значи дека имаме повеќе продавање отколку купување, така. И гледаме дека се повеќе, гледате колку се поголеми врновите на почетокот. Значи се помали и се помали се врновите надолу и се повеќе и повеќе се движиме на горната страна за да пробиеме кон нагоре. И уште една многу битна работа е тоа што најчесто 70% од овие триаголници треба да бидат исполнети пред да очекуваме пробив на едната или на другата страна, така да иако негативни вести може веднаш да го однесат ова во обратна насока, гледаме дека овој триаголник целосно испочитуван уште од самиот негов почеток. Мислевме дека е канал, очигледно не ни се совпаѓаа информациите, се додека не направивме соодветна, да речем, соодветна анализа и да најдеме дека уствари станува збор за паѓачки триаголник кој што буквално ја извади цената на биткоин надвор од овој канал кој што го имаме уште од почетокот на овој крајот, тоест на овој bear market. Како и да е, значи останува да видиме дали ќе успее да пробие нагоре, но пак ќе кажем, многу е поголема шанса да пробие нагоре отколку надолу, и ако смениме повторно на неделно ниво, значи ова е само генерална техничка анализа, нема да навлегувам многу со оглед на фактот дека видеото е веќе 54 минути. Значи гледаме дека од целиот овој
потек нагоре, каде што добивме добри 100% практично зголемување на вредноста на биткоин, ние моментално се вративме до 38,2%, што представува првото ниво кое што е доволно силно за да ја лансира цената на што и да е моментално од техничка анализа во нагорна линија над претходниот врв. Дополнително можеме да видиме генерално како изгледаат работите, значи се наоѓаме на повторно поддршка на нивото кое што ни беше падот на Terra Luna колапсот, кој што во два наврати ни беше отпор за моментално да дојдеме да го ретестираме и да добиеме поддршка нагоре. Ние многу пати веќе напоменавме дека ни е потребно да го ретестираме овој дел, посебно со оглед на фактот дека овде ќе имаме конвулзија и на други индикатори, а сега ќе погледнеме точно кои. Значи, како што кажавме, погледнете и сами, буквално оно што постојано го зборуваме. Значи, добивме ретест од Terra Luna колапсот, иако се придвижиме подлабоко, битно е дека се наоѓаме над него. Се наоѓаме на долната граница на bull market support бендот, ја преминавме, сега сме моментално на горната граница на bull market support бендот и 200 неделната средна вредност. Оваа свеќа, ако успее да се пробие и задржи над 200 неделната средна вредност и 38,2% фиб левелот од оваа цела корекција, значи очекуваме дека овдека ќе успееме практично да направиме уште една свеќа над bull market support бендот и над 200 неделната средна вредност, кои што ни се основни индикатори за продолжување на следниот bull market. Така да многу е битно да видиме како ќе заврши оваа недела и дали конечно оваа свеќа ќе успее да заврши над 200 неделната средна вредност. Ако тоа се случи, очекуваме солидно движење нагоре, доколку не можеме да добиеме уште една консолидација негде околу ова ниво. Сега, да напоменеме од каде ова пак не има логика, значи ако проверите на Wyckoff акумулацијата, тоа е уште една интересна работа која што можеме да ја споредиме моментално. Значи Wyckoff акумулацијата исто така ни го нуди уште еден, да речем, уште еден дел од објаснувањето зошто се наоѓаме овде, значи само треба да го промениме ова на дневна база и да видиме што моментално се случува на Wyckoff акумулацијата. Значи ако ја погледнеме Wyckoff акумулацијата по дефиниција, каде се наоѓаме моментално, значи се наоѓаме на горната граница на трейдинг рейнџот, како што може да видите и сами, а доколку ја споредиме тоа со самата Wyckoff акумулација, ќе видиме дека најчесто не е само една корекција, туку многу често се случува да имаме практично цело поле на акумулација со последователни неколку корекции пред да се придвижиме нагоре кон следниот дел на Wyckoff, а тоа е дистрибуција. Сега, дали тоа ќе случи останува да видиме. Битниот дел кој што можеме да го видиме е дека сега за сега целата Wyckoff акумулација беше по дефиниција. Веќе добивме успешен ретест на горната граница на овој трейдинг рейндж, но можеме сега да забележиме дека не значи тоа дека веднаш ќе продолжиме нагоре, може да добиеме и, значи, затоа и ова е многу битно да го разберете. Не мора да значи дека секогаш истата корекција ќе биде до точка иста. Битно е поголемиот дел од овие точки кои што моментално ги гледаме овдека да се поклопуваат за да утврдиме дека навистина се наоѓаме во оваа формација и што очекуваме следно. Што значи дека овдека можеби, ако се сеќавате на почетокот, изгледаше дека нема ни да имаме корекција, дека директно пробивме. Очигледно се вративме на корекција и моментално гледаме дека буквално голема веројатноста да добиеме неколку последователни удари на горната граница на овој трейдинг рейндж пред да продолжиме нагоре. Останало да видиме дали тоа ќе се реализира, но сега за сега пак ќе напоменам, значи покрај сите стравови, покрај сите ситуации кои се случија, значи цената на биткоин и понатаму успеа успешно да се коригира од Terra Luna колапсот, од во оваа ситуација 200 неделната средна се уште не сме ја пробиле, но bull market support бендот и понатаму представува поддршка на цената на биткоин и останува да видиме како се тоа ќе се одигра, со тоа што не заборавајте дека направивме голема корекција. RSI се коригираше од 70 на скоро 50 и сега моментално сме на само 53, значи дека имаме многу голем простор за движење нагоре, а со тоа RSI можеме да видиме дека е комплетно надолу, значи буквално е oversold. И MACD за жал е во надолна линија, но останува да видиме како се тоа ќе се реализира. Уште една битна работа која што одамна не сме ја направиле е хајке наши свеќите, каде што гледаме дека надолниот тренд се уште не е променет. Значи промена на тренд во хајке наши, доколку сте гледали нашите видеа ќе знаете, кога ќе добиеме ваква неодлучна свеќа која што има многу подолги сенки за разлика од тело, тогаш добиваме промена од една во друга насока, гледаме дека тоа многу често се случува, но се случува и ваков тип на свеќе каде што имаме услови за промена, но трендот и понатаму продолжува во иста насока.
Тоа овдека сме го виделе веќе неколку пати. Значи овдека имаме услови за промена, продолжува надолу, услови за промена, продолжува надолу. Прашање на време е кога конечно ќе се коригираме нагоре, што јас верувам дека веќе сме доволно така речено ресетирани на индикаторите за следно движење нагоре. Лайков акумулацијата ни го потврдува тоа и дополнително да не забораваме уште една битна работа е дека и DXY индексот моментално истото ни го кажува дека неговата корекција нагоре, односно вториот dead cat bounce кој што го добивме, конечно заврши и моментално неговото придвижување надолу би требало да резултира со движење на биткоин нагоре. Но сето ова не можеме да бидеме сигурни дека ќе се случи затоа што ова е технички дел на анализата. Гледате дека кога ќе се замеша фундаменталниот дел, односно кога ќе влезат сек и не знам бабетинава, значи вие едноставно колку и да сте добро во техничка анализа, кога ќе си шепнат нешто на уво, не зависи од вас, туку очигледно некој го манипулира пазарот со соодветни вести или со соодветни акции на самиот пазар. Така да, затоа уште ќе напоменам, значи Black Swan евенти не може да бидат предвидени со самата техничка анализа, но ни дава многу подобра слика за тоа каде се наоѓаме, значи така речено ни представува компас. Значи, ако вие се наоѓате среде море, компасот не може да ви каже дали има бура, но може да ви каже во кој правец се движите. Така, истата ситуација одека би било со самата техничка анализа. Техничката анализа, доколку и понатаму продолжат нормални услови на пазарот, ви покажува дека се наоѓаме во тој сегмент и очекуваме движење кон тој сегмент. Додека ваков тип на бури и нели Black Swan евенти не можеме да ги предвидиме, затоа и моментално се случува тоа што се случува на пазарот. Но овдека сме да продолжиме и понатаму со едукација. Како и секогаш за крај знаете, секогаш сакам да ви го покажам ова, дека сме многу близко до следниот халвинг. Значи 314 дена ни остануваат само, што значи дека се уште имаме доволно време и за учење, доволно време и за инвестирање, доволно време и за да видиме дали уопште сакаме да бидеме на овој пазар. Така да, уште еднаш, единствено што бараме од вас како и секогаш е, нели, со ширување на нашиот материјал, доколку некој сака да научи повеќе, а не ни помагате нас, туку помагате на македонскиот народ да добие едукација која што дома е непостоечка. Значи, иако можеби ние не сме најдобриот канал, се обидуваме и се трудиме бесплатно да едуцираме што можеме повеќе луѓе со тоа што колку и ние самите знаеме. Знаете и сами, секогаш сме отворени за соработка, ако некој има идеи, ако некој има нешто да каже во однос на тоа што сме го кажале е погрешно, секогаш сме тука за соработка, кога станува збор за конструктивна соработка, но идејата на каналот како и секогаш е бесплатна едукација на македонскиот народ, без разлика каде се наоѓа, за крипто секторот, затоа што гледате дека крипто секторот доаѓа, а вакви баби и дедовци нема да го направат, а вакви корумпирани дедовци сакале или не доаѓаат, така да подобро е да се спремиме пред време, пред ова да дојде и да биде прекасно. Ви благодарам како и секогаш, се гледаме во следното видео. Поздрав од Crypto Gaming.